што е дезинформација? Дезинформација е нешто лажно, некоја лажна вест која е споделена на интернетот. Која е последната дезинформација која си ја слушнала? Па дека Шакира е во затвор. Дали прв пат поверува кога ја слушна дезинформацијата? Прв пат кога ја видов дезинформацијата поверував бидејќи ја сретнав на социјалните мрежи и ми стоеше веродостојно. Како препозна дека е дезинформација? Па Шакира објави на социјалните мрежи дека таа вест не е точна. Дали во училиште учи за препознавање на дезинформации? Во училиште се уште не учиме како да препознаваме дезинформации, но се надоградуваме на таа тема во наставни активности и обуки. Јордан, што мислиш, зошто во училиштето немаме наставни програми каде што учиме за дезинформација? Па не знам зошто, меѓутоа такви сегменти каде што ние како ученици би можеле да препознаваме дезинформации, би можеле да се вметнат во Настава ТВ, например, во македонскиот јазик. Како можам да препознавам дезинформација? Да, дигиталната ера е олесни можноста за секој да може да создаде содржина на медиумите, па така треба да се биде медиумски писмен, што значи треба да умееме критички да ги читаме информациите од било каква информација, па така ќе процениме каква е создадената информација и со која цел. Дали на социјалните мрежи некогаш споделуваат содржини без да проверите дали се вистините? Не, никогаш до сега немам споделено некоја објава без претходно да бидам доволно информирана и без да проверам дали всушност станува збор за вистинска или лажна вест. Марио, имаш ли пријавена некоја лажна вест на социјалните мрежи? Не, до сега јас немам пријавено никаква лажна вест, ама би сакал да дознам како да пријавам.